таа смисла не е малку чудно што можеби се откажуваат поротници пред донесување речиси на пресуда. Имаме и такви ситуации во јавноста. Каков е вашиот став и коментар поврзан со ова прашање? Па не би рекла дека поротниците се откажуваат заради чести судења или затоа што долго траат судењата. Кај мене не се откажуваат поротниците. Имате некој конкретен пример, можеби на нешто алудирате што јавноста не го знае? Да. Имаше случај да само 2-3 рочишта пред завршување на предметот ТЕНК поротник се обиде да се откажи од судењето, наводно заради негови здравствени проблеми. При што јас му кажав дека доколку има здравствени проблеми, ако има потреба, ќе биде повикана и медицинска екипа и дека не може да се изигрува судот на таков начин. Поротникот остана до крајот на судењето и што е интересно, никогаш повеќе не спомна негова здравствена состојба или што е уште повпечатливо, остана со мене и понатаму и за останатите предмети и по завршувањето на предметот ТЕНК.